Дипломатски ракавици е термин што новинарите често го користат за порака испратена од меѓународни представници, обвиена во фини избрани зборови. Таквата пракса се чини заврши за неколку прашања што се провлекуваат со години. There is corruption everywhere, vested interest, undue political influence, nepotism, clientelism, and the recommendations of, let's say, the State Anti-Corruption Committee, the State Audit Committee, the Ombudsman are simply not followed up, and by anybody, not the government, not the parliament, not the prosecution. Холандскиот амбасадор не е единствениот што ги тргна дипломатските ракавици. So we've seen in a number of cases concerning high-level corruption, certain patterns emerging where retrials, where we have judgments which could impact on the work of the statute of limitations. That's a concern. There may be very good justifications for those in individual cases, but again, the overall pattern is concerning. At the same time, we've seen events in the Judicial Council, we've seen events with the Office of the Prosecutor Against Corruption and Organised Crime, which again raise question marks. Владата во Скопје, која се декларира за проевропска, не остана нема. Прстот го впери во правосудството и намаса го врати повеќе пати споменуваниот ветинг. Што всушност се заговара? Ветинг, според едно објаснување, е процес на проверка на нечие минато, пред таа личност да й се понуди вработување, додели награда или слично. Таква проверка може да се направи и за луѓе што веќе се на одредена функција. По средбата со лидерите на владините коалициски партнери пред 2 недели, премиерот Димитар Ковачевски изјави дека разговарали за ветингот, кој според него треба да биде процес што ќе даде ефекти. Се договоривме дека во рамки на Комисијата за политички систем, во рамки на Собранието ќе се отвори расправа и ќе се формира група која што ќе работи на изработка на решение, заедно со учество на експерти, меѓутоа и со покана до соодветни експерти од Европската унија. На состанокот, прашањето за ветинг го отворила пратеничката и председателка на Дом, Маја Мурачанин, која вели дека тоа бил и услов за да ја поддржат реконструкцијата на владата при влезот на Алијанса за албанците. Дом поддржува поширок ветинг, но сметаат дека треба да се почне од правосудниот систем. Навистина е многу важно да успееме да навистина воспоставиме принцип на владење на правото, неселективна борба против корупцијата и организираниот криминал. И затоа сметаме дека навистина е потребна потемелна, порадикална реформа, би рекла, во правосудството, а тоа е ветингот, односно реевалуација и проверка на стручната работа, на потеклото на имотот, на интегритетот на судиите и обвинителите. Морачанин верува дека земјава има луѓе со интегритет кои ветингот би го спровеле на објективен начин и на кои јавноста ќе може да им верува. Сметаме дека најдобро ќе биде да се формира независно тело кое ќе спроведува ова реевалуација или проверка, но мора да се обезбеди дека тоа тело ќе биде навистина независно, стручно, професионално и транспарентно. И ние предлагаме за да навистина сите имаат доверба во овој процес, да не се смета дека е некој политички реваншизам или нешто што кај нас вообичаено се случува, да биде вклучена меѓународната заедница. Од опозицијската ВМРО ДПМН даваат поддршка за ваков процес, но велат дека тој треба да ги опфати и политичарите. Пред да ни се случи ветинг во судството, нас треба да ни се случи ветинг на политичари од минати и сегашни генерации и нивните семејства, затоа што поточно какви да имаме судии, ако имаме криминал кој што се амнестира, а имаме во државата, и имаме судии кои што се корумпирани, а имаме и такви во државата, ние не можеме да го прочистиме. Но ВМРО ДПМН нема верба дека ветингот би можел да се спроведе за време на актуелниот владин мандат. Па оваа влада нема кредибилитет да го направи тоа, затоа што испитувањето на јавното мислење укажува дека фактички високата корупција доаѓа од високите политички и бизнис елити, кои што се контролирани од владеачкото мнозинство и луѓе блиски до оваа влада.
така да по промената на оваа власт ВМРО-ДПМН има механизми и начини да го отпочне овој процес со сите релевантни чинители во државата. Во најголемата владеачка партија СДСМ велат дека е потребна добра анализа со сите препораки на Европската комисија, Венецијанската комисија и на Советот на Европа за процесот да заврши успешно. Овие препораки, кои што се посебно Венецијанската комисија, во нив е наведено дека ветингот како инструмент кој ќе се спроведува не треба да се остави впечаток и перцепција во јавноста дека е политичка пресметка. Туку напротив, дека точно ќе се утврди една временска рамка која што мора да биде строго дефинирана, каде што ќе биде определена во кој период, во кој процес и кои се тие институции што тоа ќе го спроведат во овој период. Од СДСМ велат дека засега не е утврден моделот на ветинг. Дали ќе се прават измени во постоечки закони или ќе се носи нов закон. Дали процесот ќе се одвива преку собранието или преку работна група во Министерството за правда и кој ќе го прави самиот ветинг. Кој модели да се избере, планираат процесот да заврши до крајот на нивниот мандат. Подобро опозицијата да се вклучи сега во многу подобри процеси, па дури и во овој процес и своите мислења и ставови нека ги произнесе тука, бидејќи ние не правиме не разговараме за процес кој ќе биде политички, туку правиме процес кој ќе биде државнички. Од Демократската унија за интеграција сметаат дека е потребен, како што велат, целосен ресет на системот и предлагаат поширок ветинг. Например, полиција со закон да се направи еден целосен ветинг и во полицијата, освен политиката, судството и јавното обвинителство. Но имаме конкретно решение. Мислам дека ден порано или покасно ќе дојдеме на ова што Демократската унија за интеграција се залага повеќе години. Конкретното решение за кое зборуваат ДЕМИ е предлог законот за агенција за проверка на носителите и кандидатите за носители на јавни функции, што во 2020 година го поднесоа во собранието. Велат дека се подготвени тој предлог закон повторно да го достават бидејќи според нив е добра основа. Туку сме имале повеќе прилики каде што јавно сме ги повикувале сите политички партии. Како за други теми можеме да седнеме и да поразговараме и за ова решение законско да седнеме да поразговараме. Сме отворени за други предлози, но исто така и во рамки на амандманската расправа за некое подобро решение, евентуално, кое би го зацврстило ова наша заедничка цел. Ресет на целосниот систем. Од Алијанса за албанците сметаат дека само со квалитетен ветинг може да профункционира правна држава, но покрај поддршката што ја даваат за процесот, предупредуваат и на ризиците. Ne jemi shumë seriozisht të interesuar për vetingun, por aq jemi serios të interesuar që të mos bëhet ndonjë hap ose ndonjë vendim i cili në fund do të rezultonte si një veprim avanturesk, ashtu siç kemi pas dy tentativa që për moment më kujtohen, ishte ajo e prokurorisë speciale, që për fat të keq rezultoi të ishte një tentativë e dështuar, dhe më herët kishim çështjen e lustrimit, që po ashtu për fat të keq e konstatojmë bashkarisht që edhe ajo ishte diçka e dështuar. Мехмеди повикува на внимателност за да се избегне можно парализирање на правосудните институции. Por nëse se presupozojmë se kemi një numër të caktuar të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, të cilët gjatë procesit të vetingut do të rezultojnë që nuk janë të denjë më për të ushtruar atë funksion, ne do të përballemi edhe me vështirësinë e vendeve të zbrasta në sistemin gjyqësor, ashtu tashmë që janë veç më të zbrasta. Do thonë, bazë të statistikave që i kemi, vetëm 2/3 janë të mbuluara. Do thonë, 1/3 e vendeve në gjyqësor rezultojnë të jenë të zbrazura, për arsye nga më të ndryshme. Од земјите во регионот, Албанија спроведува ветинг од 2016 година, за кој многумина упатени сметаат дека не ги дава посекуваните ефекти. Ветингот кај нашиот сосед ги испразни повеќето правосудни институции и парализираше дел од нив. Например, меѓу оние што не ги поминаа проверките на соодветните тела, беа и 6 од 9 уставни судии, вклучително и председателот, а институцијата не функционираше повеќе од 2 години. Ветингот во Албанија е пролонгиран до 2024 година.